Без разлика на пол, онака идентификувај се како куче ако сакаш. Не, за жал, не сум роден во богата фамилија. Ќе добија женско период, се руши. Тоа е брат, тоа е друг психички проблем за машкото. Здраво на сите гледачи на екипа подкаст, добродојдовте во уште еден нов подкаст. Лазе? Океј, ова ни е трета епизода. Трета епизода одлучивме малце да експериментираме, да видиме како ќе испадне, како ќе сме со квалитет, со озвучување со интернет, со све буквално. Ако направиме претходно снимано, па после објавено. Така да се зачува и квалитет и се. Од квалитетски причини ова го правиме и баш сакаме со вас да комуницираме, да правиме муавет. И тоа е тоа. Додека не најдеме перфектен начин за да изведиме лайв, Да. ќе пробаме еднаш вака Да, и соодветен интернет провайдер. да. И тоа е тоа. Ви го прекинувам овој подкаст да ве потсетам да маните лайк, шер и субскрајб, бидејќи со тоа најмногу ќе ни го поддржите каналот за да произведуваме по квалитетни подкастови. Поќе да не ви сметам, уживајте. Данешната агенда според насловот, како што гледате, е проблемите кај младите. Зошто тој наслов, Лазе? Ти беше креаторот на Да. агендата. Првично ми беше тоа дека мора едноставно да шириме глас, да шириме внимание за проблемите што ги осеќаат младите, едноставно личности што се од 18 до 25 години. Значи осеќаат многу широк спектар на проблеми. Кога правиме муабет за тоа, онака дали е било тоа финансиски или кариерно, или со школа, или со вештини, или со животно искуство, секакви проблеми сеќаат. И јас мислам дека ние мора едноставно да дискутираме на овие теми, да збораме на овие теми, да најдеме некаква солуција, да сме глас за тие проблеми и се надеваме дека ќе најдеме некаква солуција, дека ќе му помогнеме на некој. Кажи ми еден проблем кој младите врват. Еден проблем што го осеќаме сите и на глобално ниво буквално е финансиски проблеми. Значи сите онака само 1% од луѓето може да кажат окей, јас сум финансиски стабилен, финансиски способен онака и можам да не работам ништо до крајот на животот. Тоа ти се само 1%. Другите сите се во многу критична финансиска ситуација. Огромен дел се во критична финансиска ситуација кај што живеат плата за плата, посеќаат огромен стрес, многу возрастни се во кредити, во непотребни кредити, во долгови и едноставно немат мирен сон на вечер, не може да растат деца како што треба. Мислам можат, ама со големи потешкоти. И јас мислам дека ние онака треба и за тоа да крениме малце свест кај народот и да му дајме некаква солуција. Така. Да најме некакво решение за тоа. Зошто ова агенда ја правиме? Ја правиме бидејќи гледачите на подкастов се демографијата ти иди од 16 до 25, големата множината. Имаме нормално постари гледачи, но сакаме малку да се пофокусираме на помладата демографија, нели тие ни се поглавна публика. И така, кажи ми ти дали некој си се соочил со тој проблем баш сега што спомна. Јас кој сите други, значи сум го искусил прва раката. Финансиски проблеми, мислам не, за жал, не сум роден во богата фамилија. Да. Ама да, такви ни се картите на скоро сите што гледат. Да. Сум искусил онака финансиски проблеми низ текот на мојот живот, ама секогаш сум се снаоѓал за тоа, сум бил креативен, сум гледал да барам некаква солуција на тој проблем. И мислам дека можам да кажам онака дека до некој степен дури и ги немам тие финансиски проблеми, едноставно. Кај мислиш, од кај иде коренот на тој проблем, финансиски проблем, на кај младите, барање работа и тие ред други работи? Финансиска едукација. Финансиска едукација и финансиска писменост е нешто што му фали на сите. Му фали на
Буквално секој човек што живее во капиталистичко општество мора да знае за финансиска писменост. Мора да е финансиски писмен, финансиски спремен, да знае како да ги менаџира. Елаборирај малку на терминот финансиски писмен. Финансиска писменост едноставно ти е менаџирање на своите лични финанси. Знаеш, имаш од една страна, ќе кажеме, овде Чичко Рајко, тој не е финансиски писмен и месец за месец живее плата за плата, крај со крај не може да сврзи, на крај на месец не може да ужива во парите што ги прави, му бегаат сите и се чуди на крајот кај му сите пари. На друга страна го имаме Чичко Петко, тој е финансиски писмен, нема финансиски стрес, знае како да си менаџира парите. Петко зврче, Петко. Да, знае како да си менаџира парите, има резервен фонд за црни дени, што би кажале ние. И тоа ти е разликата измеѓу човек што е финансиски писмен и финансиски неписмен. Дај ми една солуција ти како би се соочил со тој проблем. Најпаметна солуција. Да кажеме дека би работел за минималец. И сега живеам, да кажеме, хипотетички месец за месец работам за минималец, сам сум. Така. Или да кажеме живеам со родителите, ама сепак не можеме да сврзиме крај со крај. И јас за моите лични финанси би се справил вака. Прво нешто што би направил, земам 24.000, ми стигнува плата, окей. Првиот на месец. Прво нешто би направил, 10% од парите на страна. 10%. 2.400, 2.500 денари одма одат на страна и тие не постојат. Наредно нешто што би гледал е сметки. И платам сметките, мора да се платат едноставно, не можеш да го одложиш тоа. И што пак ќе го одложуваш, што полошо за тебе и за твојата финансиска одбрана. И да, тоа е наедноставен, секој може да го направи тоа. Не знам зошто пак и луѓе не го прават, ама секој може да го направи тоа. И после тоа ќе гледам онака да живеам спрема мојот стандард. Не можам да трошам 30.000 месечно, ако земам 24. Многу логично. И не можам да не би земал безпотребни долгови, не би земал безпотребни кредити, би живеел дури под мојот стандард, онака да гледам да заштедам максимум што можам, за да имам што поќе на крај на месец и до наредна плата. Ама исто така што е битно, ова е малце пошироко. Значи мора да кажеме работам 8 сати, спијам 8 сати, имам уште 8 сати слободни. Просечен човек тоа што прави, тие 8 сати ќе искористи или за да се одмори, или за на кафе, или со другари, или со девојка, скроз нормално, онака ништо против тој потребен е добар социјален живот. Ама ти не можеш да имаш добар социјален живот ако не си доволно финансиски спремен. И тоа е тажната реалност малку, онака. Што не можеш да уживаш ако не знаеш како да ги менаџираш твоите финанси. Што е тоа малку тажно, онака. И тие другите 8 сати, голем дел од тие 8 сати, да речеме 4 или 5 сати денот би користил за учење на нови вештини. Или би скратил на спиење, би учел 10 сати плюс, онака, 10 сати би учел, 8 би работел, 6 би спиел. И би учел нови вештини и би гледал како да одам едно ниво погоре од моменталната ситуација што ми. Да не земам 24.000, да земам 30.000, или како можам во фирмата кај што сум да одам ниво погоре. Дали мислиш дека прокрастинацијата е коренот на најмалку продуктивност кај младите? Јас како редовен прокрастинатор може да го потврдам. Исто така. Сите одлучуваме работи онака. Сите имаме искуство со прокрастинација, имаш сакаш да направиш некој нов проект, сакаш да почнеш нешто ново, ма си викаш окей, ќе го направам утре, тоа ќе утре. Што во тебе не е, џаве, не сака. Или тоа би го рекол понеделник синдром јас. Онака од понеделник, викенде ќе почнам втората на понеделник. Иди понеделник. Добар прекар. Или нареден понеделник или. А како се пробива тоа одложување на продуктивност? Како би можеле да го како го пробиме? Како може да имаме против прокрастинација? Едноставно мора едноставно да почнеме, само да почнеме. Звучи едноставно, но истовремено и не е толку едноставно. Мора онака да кажеме ти сакаш да почнеш мал бизнис кај што ќе правиш постери, така. И што ти треба? Тоа ти треба да кажеме Инстаграм страна, неколку постери, реклами овона. И окей, цело време тоа ти е во мисли, ама никогаш не можеш да го постигнеш тоа или сакаш да научиш
10 страни онака, ама никогаш не можеш да го Ти постигнеш. да знаеш најмногу за нешто да бак, нешто не те дозволи. Онака нешто тера да скролаш на TikTok по цел ден. Да. Океј, тоа што едноставно мораш да се изфорсираш и ќе си речеш онака 2 минути само ќе го правам ова. И зошто тој 2 минути трикот работи убаво, што кој почнеш веќе 2 минути да го правиш, океј 2 минути само ќе го средам биото сега на профилот и толку. Ќе го направиш тој автоматски мозокот ти се активира. Океј, можам уште малце повеќе, уште 2 минути сега работам. Ќе го направам што. И малце по малце онака мораш едноставно само да се форсираш да почнеш или онака тие 2 минути да ги направиш. И направиш тие 2 минути онака од работата и да си речиш океј, толку. Ама после самиот мозок ќе те тера ајде ќе направам уште нешто, можам уште нешто. Ќе почнеш со мали чекори, мораш да почнеш со мали чекори прво. Со најминималните таскови, со најминималните задачи и едноставно од таму градиш база, од таму градиш навика, ама мора да го правиш секој ден тоа, секој ден да се форсираш. Исто така убава техника ти е помодоро техниката. Многу позната онака ако имаш за продуктивност и за ти работи истражување ќе многу основна техника е за продуктивност. Тоа ти е работиш 25 минути, 5 минути пауза. Работиш 25 минути, тоа ти е циклус. И на кој стигнеш до 1 сат, земаш 10 минути пауза. И така ти едноставно. Според таа техника, мислам дека училиштето истата структура ја користи. Училиштето ти е 45 со 5. 45 со 5, 45 со 5, 45 со 20 и така е. Да, ама тоа е убава структура, онака, не знам, кажи ме учиш курс, знаеш, го имаш платено веќе курсот, веќе свети ја снимани да ги гледаш, окей. Една епизода од курсот, да речеме, траи 45 минути, така? Ти се поделиш на два дела. Ќе учиш 20 минути, 5 минути пауза, учиш 20 минути, 5 минути пауза и чекор по чекор. Еве, поќе проблеми наведивме, дали си мислиш дека и девојките истите проблеми ги доживуваат? Тоа е генерално. Искрено тоа е во глобала за сите проблеми, што би го рекол јас, ама има и проблеми што ги осеќаат женските, има проблеми што ги осеќаат Не, дефинитивно. И не знам, јас би рекол ова дека е генерално за сите, и за машки, и за женски, без разлика на пол, онака, идентификувај се како куче, ако сакаш, тоа ќе важи за тебе, онака. Јас мислам за гостителните работи, баш девојките му е малку полесно. За да бидат вработени. Зашто мислиш така? Па ради атрактивноста што ќе атрактираат повеќе луѓе. Тоа ми е психологијата. Не знам, правиме му за работење во кафич, во Па имаше една обично бате, ти работи, имаше некоја така позгодна девојка, кој па муштари ќе привлече. Абе, се зависи ако е машкото убо. Ќе привлеква женски убај во кафичот. Имам обично ќе привлече уште повеќе машки во кафичот, да ги има убај женски во кафичот. Не, истиот принцип. Не, ама реално ако гледаме онака, попрво би седнале кај што е некој убо женско. Да. Убо изгледа женското, онака, мислам, сите женски се убај. Нема грдо женско, не. Да. Ама да, јас мислам дека во стрикно за гостителство ако правиме, повеќе привлеченост има кафичот така вработува жени. Да, и тука ми е пантата што мислам дека ти е малку полесно можат да бидат вработени во гостителни работи. Океј, дори сме кај проблеми што ги осеќаат машки и женски, дали при работа или при било што. Кажи ми за психолошкиот аспект, што мислиш? Кој е твоето мислење? Дали машките или женските осеќаат проблеми, психички проблеми или секојдневни проблеми онака? 18 години сум бил машко и не сум бил никоја женско. Никогаш не си бил женско до сега. Не сум бил никоја женско, па не знам, јас речем машко. Машкото мислам дека повеќе искуства психолошки проблеми. Што вистина треба му се дадат внимание. Зашто тоа го велам? Оти знаеш како мали ќе ти речат кога ќе плачеш, доста бе не плачи, демек не си маж. Машите не плачат. И според тоа неплачење, барат копнеш во други работи. Нели жените ќе се повредат, ќе поплачат, тоа му копнеш. Да. И мажите барат друг копнеш како што стареат. И копнежот го барат дали во алкохол, дали во било што. Дали алкохол, пороци. Било што. Барат копнежи што не се здрави за нив, психолошки и здравствено. И физички, секако. И мислам дека баш заради тие
третирање како помали. Женските имаат периоди. Ќе добија женско период, ми се руши свето. Тоа е, брат, друг психички проблем за машкото. И баш заради тоа, јас мислам дека мажите поќе искусуваат психолошки проблеми. Ти? Јас мислам дека тоа не треба да постои како дебата. Зошто? Дека се согласуваш или дека не пресмисла? Не, дека не прави смисла. Онака, имаш многу валидни причини, ама и женските може да ти кажат уште толку валидни причини за зашто женските имаат поголеми проблеми. Јас мислам дека најпаметно би било машките и женските да се спојат онака и да пробаат да се решат едни на други проблемите. Не можеш да дебатираш машкото има поќе проблеми или женското има поќе проблеми. Дали знаеш кој може да дебатира? Кој? Дали имаш слушнато за Нора Винсент? Нора Винсент. Да. Кажи ми мене и едуцирај ги. Во 2003 му дојде некоја луда идеја. Ајде сакам да видам како е да се живее во кожата на мажот. Веќе се реализира сето тоа, имаше месеци препарација, се спремаше со вокални инструктори како да има подлабок глас. Да има подлабок глас без никакви хормонски промени, хормони. Мајка му беше актерка, татко му беше адвокат и почна да држи часови за глума, како да глуми како маж. Имаше мислам дека 8 месеци се спремаше за тоа. За нејзината транзиција од жена во маж. Откако ја направи таа голема транзиција, 18 плюс месеци му траеше веќе тоа цел живот како маж. Таа се здружи со една група друштво сите мажи, одеше по клубови, по стрип клубови, по ти забавни работи, секој маж кој се учествува. Имаше животен стил како маж. Како маж, да. Ново хоби си пронајде, жонглирање и стана маж фактички. Не биолошки, туку површински таа беше маж, не може ни да ја препознаеш. Кон крајот на социјалниот експеримент, нели? 4 месеци, 5 месеци, така некој период. Тој ојде на 30 дејтој, ниеден не помина на кај трет дејт. Имаше причина зашто, таа виде дека жените се подоминантни на како ќе се одведва следното гледање, следното шо и да е. Тие одлучвале, тие ја имале таа моќ. И после цел социјален експеримент, таа си се врати пак во оригиналната себе си. Нора откри дека многу мажите кога си сме во наш свој круг, протективен круг од блиски луѓе што имаме доварба во нив, поќе се отвараме, поќе емоции револвираат околу нас, него што кога има жени наоколу или кога има некои луѓе што не ги вербаме, знаеш, поќе се отварат. И таа многу емпатија осети кон нив. Тоа за неја искрено било шок. Таа од секогаш ги очекувала мажите, знаеш, мажи, нема плачење, нема жалење, знаеш. И во нејзината книга која што излезе во 2006, ако не грешам, Self-Made Man, кај што си го кажуваше нејзиното искуство како маж, потоа таа се преселила Швајцарија. Таму живееше некој период и за жал не ја знаеме причината од самоубиството. Мислам дека било кој човек тоа нешто го искуси. Онака целото искуство како маж таа не може да се била скроз исцрпена онака ментално. Да. За сите што би сакале да се запознат повеќе со Нора Винсент, со нејзината поинта, со нејзината цел, ќе напишат Self-Made Man, ќе прочитате од Нора Винсент, ќе стајшен скриншот тука. Чејва ќе подтурнам. Дај ми. Не. Power of editing. Чао.